Денес целосно се прекинуваат услугите на управата за водење на матични книги поради еднодневен бојкот на вработените. Шалтерите ќе бидат затворени и нема да се издаваат изводи, венчаници и други документи. Од Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија објави, велат дека станува збор за предупредувачка мерка поради ниски плати и лоши услови за работа и бараат линеарно зголемување од 20%. Ако нема одговор од институциите, најавуваат можен генерален штрајк и целосна блокада на управата. Македонската диаспора лани испратила 310 милиони евра во земјава, што е околу 2% од бруто домашниот приход, но износот бележи пад во споредба со претходните 2 години. Во регионот, најмногу пари од диаспората добила Србија со 4,47 милиарди евра, пред Босна и Херцеговина, Косово и Албанија. Податоците на Евростат покажуваат дека дел од земјите на Европската Унија имаат суфицит од лични трансфери, додека други бележат значителен дефицит. Вкупно, одливот на пари од Европската Унија кон земји надвор од Унијата расте побрзо од приливот, што го зголемува негативното салдо. Храната е еден од најголемите трошоци за европските домакинства и сочинува околу 12% од потрошувачката во Европската Унија. Според Евростат, Македонија лани имала најефтина храна меѓу 36 европски земји, со кошничка од 73 евра, речиси 1/3 под просекот на Европската Унија. Во Унијата најефтина била Романија, а најскап Луксембург, додека Швајцарија, Исланд и Норвешка се најскапи во Европа. Експертите велат дека разликите се должат на трошоците за производство, платите, даноците и економската моќ, при што растот на цените најмногу ги погодува земјите со пониски приходи. Грчкиот министер за земјоделство Костас Циарас изјави дека дел од барањата на земјоделците се оправдани и дека постои простор за нови мерки. Земјоделците веќе 16 дена протестираат низ цела Грција поради високите трошоци, енергијата, горивата и климатските последици. Владата најавува можни интервенции за намалување на трошоците за производство, поевтина струја, поддршка за осигурување и поголеми обештетувања. Земјоделците бараат исплата на долгови, минимални цени, повисоки пензии и расчистување на скандалот со европските субвенции. Протестите вклучуваат и блокади на граничните премини. Турција собори неидентификуван дрон што се приближувал кон нејзиниот воздушен простор над Црното море, соопшти Министерството за одбрана. По неговото детектирање биле подигнати ловци F-16, а беспилотното летало било соборено на безбедна локација, надвор од населени места. Инцидентот доаѓа во време на зголемени тензии по украинските напади врз руски танкери во близина на турскиот брег. Турскиот председател Ердоган ги осуди тие напади, оценувајќи ги како закана за безбедноста на пловидбата и регионалната стабилност. Земјоделци низ Германија протестираа со трактори против ниските цени на млекото и путерот во дисконтите. Пред се во Лидл, пред седиштето на компанијата во Бад Вимпфен се собраа десетици возила, а протести имаше и на други локации. Причина е драстичното поевтинување на путерот, кој сега чини помалку од 1 евро, поради вишок млеко и пат на светските цени. Земјоделците предупредуваат дека фармите се доведени во ризик, додека Лидл тврди дека намалувањето на цените е неопходно поради состојбите на пазарот. Шпанија воведува национална карта за јавен превоз со која граѓаните ќе можат да патуваат низ целата земја со воз и автобус за 60 евра месечно, а младите под 26 години за 30 евра. Мерката стапува на сила во втората половина на јануари и, според премиерот Педро Санчес, ќе им го олесни секојдневието на околу 2 милиони луѓе и ќе ги намали трошоците за патување до 60%. Иницијативата доаѓа во време на политичка криза, но Санчес порачува дека владата ќе продолжи да владее до крајот на мандатот. Европските лидери на средбата во Берлин ја разгледаа идејата за формирање мултинационални сили за Украина, предводени од Европа и поддржани од САД. Според заедничката изјава, тие сили би помогнале во обновата на украинската армија, заштитата на воздушниот простор и обезбедувањето на морските патишта. Лидерите истакнаа дека безбедноста на Украина е клучна за европската и евроатлантската стабилност и изразија поддршка за напорите на американскиот председател Доналд Трамп за постигнување траен мир. Планираните безбедносни гаранции вклучуваат и долгорочна поддршка за украинските вооружени сили. Американскиот председател Доналд Трамп го прогласи синтетичкиот опиоид фентанил за оружје за масовно уништување, оценувајќи дека ниту една бомба не предизвикува толку смрт колку оваа дрога. Тој истакна дека стотици илјади луѓе годишно умираат од злоупотреба на фентанил, кој е и до 50 пати посилен од хероинот. Иако медицински се користи како лек против болки, фентанилот предизвика тешка дрогашка криза во САД. Наредбата отвора можност и за вклучување на Пентагон во борбата против шверцот на дрога.
Времето денеска во утринските и предпладневните часови поудолни котлини со појава на магла. Во текот на денот сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб променлив ветер. Во Скопје предпладнево делови од котлината со појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала облачност и претежно тивко. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, стабилното и сончево време ќе продолжи до крајот на неделата. До крајот на неделата времето ќе биде сончево и претежно тивко. Во утринските и ноќните часови на одредени места ќе има појава на магла. Максималната температура ќе биде над просекот за овој период од годината, информира Управата за хидрометеоролошки работи.